Политичките наративи се легитимна и моćна, но и моćна алатка на политичарите во нивните заложби да информираат и мобилизираат јавноста, да ги обликуваат нашите перцепции, нашите ставови и однесувања. Но тоа подразбира и огромна одговорност. Вкрстувањето на аргументи, реториките, па и ораторските вештини се неминовен дел од политичките процеси, но постои консензус, како што и претходните говорници истакна, за етичност во јавната и политичка комуникација, што би требало да го дефинира однесувањето на политичките актери кога споделуваат информации со јавноста и со граѓаните. Само ставете се во улога на родител кој што го пратил детето во училиште. Кој јазик сакате да го употребува учителот кон вашите деца? На тоа сетете се. Одговорноста на политичките актери во културата на јавното говорење е многу важна и подразбира, ќе ги повторам уште еднаш, начелата на транспарентност, на професионалност и непристрасност во комуникацијата, комуникација базирана на докази, етичка комуникација за чувување на слободата на говор, на ширење на говор, односно забрана за ширење на говор на омраза и дискриминаторски говор. Не се овие само убаво кажани работи. Би требало да имаат конструктивна и хумана вредност. Што всушност чини етичката комуникација? Ја гради основата помеѓу граѓаните и политичарите. Можам да ви верувам, можам да се потпрам на вас, кога вие ми се обраќате со почит, со добро избран јазик, мојата доверба кон вас расте. Што значи транспарентната? Транспарентната значи дека сте искрени, дека сте отворени, дека ги кажувате работите такви какви што сте, па и кога сте погрешиле, рековте, човечки е да се сгреши, уште по-човечки е да се извини. И тоа ми представува мене модел и јас во мојата професионална работа така да се однесувам. Забраната на ширење на говор и омраза, зошто е важна? И ми олеснувате на сите останати работат, дека сите се еднакви, сите имаат еднакви во смисла дека имаат еднаков пристап и право за она што го нуди вие, наставникот, лекарот и така натаму.